I'm here from one and only reason. Јас сум Зоран Милошевски. Во ноември 2021 година започнав нешто што никогаш не помислив дека ќе го направам. Пред тоа нема влезено во теретана. Барем не сериозно. Но се тоа се промени. Брат ми, Александар. За жал умре таа година. Многу бевме блиски. Детството и поголемиот дел и од работниот век го поминавме заедно. Денот ни почнуваше заедно. Пловевме низ сите тие проблеми, убави моменти. Не постоеше зборот неуспех за него. Тоа беше нешто што ме водеше напред. Да стигнам до целта. Одлучив да се спремам за IBFF светскиот шампионат во Копер, Словенија. Немаше да си дозволам да не успеам. Морав да го направам ова. За мене. За Александар. Сам немаше да можам да го постигнам тоа, ама затоа знаев кој може да ми помогне. Прв пат разговаравме со тоа со мојот тренер Тоша Зафиров на еден кафе Моавет, кога му спомнав дека имам намера да настапам на некаков турнир, сакам подвигот да го посветам и да испратам порака. Мојата форма беше далеко од спортска. Кога го почнав подвигот, на 8 ноември го почнав целиот тој процес. Го изработев првиот тренинг, имав да ги вежбам нозете тој ден. На некои 20 минути пред да го завршам тренингот, имав нагон на повраќање. Излегов од теретана, земав воздух и се вратив да го довршам и си реков дека нема да се откажам и така и беше до самиот крај. Првата реакција на Тоша беше дека брат, ако треба срцето ќе ти го дадам, има да успееш во оваа работа. И така почнав. Се спремавме и вежбавме за сцената и за светлината. Сите тие месеци мислев на светлото кое го зрачеше Александар. И си реков дека нема да згасне таа светлина. Дека ќе се потрудам и ќе се измачам да се качам на таа голема сцена и да ја покажам светлината што ме мотивираше да го направам тој подвиг. За целиот тој период јас изработев негде близу 300 тренинзи. Тоа значеше тренинг наутро и тренинг навечер. За цело време беше он до мене. Дишевме како едно, што се вика. Го сменив воопшто концептот и на исхрана, и на начин на живот, и на движење, и на спиење, на одмор, и на се. Денот започнува рано, во 6 часот некаде го имам првиот тренинг. Доаѓам дома, па го имам првиот оброк и така ми почнува денот. Он одредува што и како ќе се движи, што како ќе се работи, кој дел е послаб, кој дел треба да го појачаме. Буквално по завршување на утринскиот тренинг ги носам децата на училиште во градинка, одам на работа. И наутро, и навечер. И да врне, и да вее, и да грее сонце. Јас вежбам. Ригорозни тренинзи. Тешко беше. Ми требаше време да се навикнам. Целиот ден и утринскиот и вечерниот тренинг ги работевме заедно за цело време. Тој што не сака да направи промена, ќе најде 1000 изговори. Јас мислам дека сум пример, дека докажав, дека се стига. Дома пред со сопругата и од децата имав многу разбирање. На работа исто имав многу поддршка од колегите, многу разбирање. И навистина сум им благодарен на сите. Мене ми се погоди петок да патувам. И тука имав некои 10 на 12 оброка, кои што требаше да ги изедам тој ден. Додека возев, едноставно сопругата Тања ќе ми дадеше пешкир, ќе си отворам, си возам и си јадам. Јас возев, сопругата и децата ги носев затоа што сакав да присуствуваат на тој момент. Морам да кажам дека имав поддршка и на самиот надпревар. Пристигнаа во Копер во Словенија моите другари од детството, Мартин, Струме и Пајо, и Ацо од Ѓорче. И буквално навива и ми ја дадат таа поддршка таму, што ми значеше многу во тие моменти. Настапив во 3 категории.
Во првата категорија физик го освоив и четвртото место, високо место, добар пласман. За цело време ми тежеше моментот на говорот, што го подготвував претходно и за цело време ми звонеше во главата дека тоа е моментот. I stay here in front of you to send you a message of motivation, especially for all those more than 7 million families around the world that share the same tragedy with my family. With this performance today, I erect a monument for Alexander and all those around the world who failed the battle for their lives. For all of you here in the hall, I want to send you a message for motivation, and I want to tell you that past 8 months I was focused on those lights here on the stage, and I reached my goal with this performance today. I want to tell you that all of you need to find your light in your life and move forward, even per a millimeter, because everything depends on us, and nothing stops here, and nothing ends here. This is a very emotional moment for me. Please, applause. Тој успех не е само мој. Успехот е и на Тоше, и моето семејство, и секој што на било каков начин ми даде поддршка или ми помогна низ сето ова. Но за тој успех најзаслужен е брат ми Александар.